Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Добар ден, среќна нова 2016 година. Добре дојдовте во првото издание на Пулт за ова нова година. Ви благодарам што на овој празничен ден сте со Радио Слободна Македонија. Како ја завршивме 2015 и што не очекува во новата година, ќе слушнете во денешното издание. Мои гости за анализа се водечки новинари во сферата на политиката и на економијата, Маријан Николовски и Наташа Хаџиспирковска-Стефанова. Почнуваме веднаш по музичкиот вовет, останете со нас. Назад сме во Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мои денешни гости, Маријан Николовски, Наташа Хаџиспирковска-Стефанова. Добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ќе започнеме со она како ја затворивме 2015. Дали ова година која оставивме вчера зад нас е година која одбележа отварањето на фабрики на СДСМ или отварањето на фабрики за нови работни места на Груевски? Маријан? Ја мислам дека оваа 2015 е одбележи глупоста на политиката во Македонија најмногу. Во центарот на таа глупост беше политиката на СДСМ која изминативе 10 години е една константа која што веројатно иде само во нагорна линија и е процес кој што има поприлично деструктивни елементи во поглед пред се кон тоа што значи државен интерес на една држава и една нација, така што мислам дека таа 2015 година тоа најмногу е одбележа, а тоа во она што значи нели дел од прашањето фабрики на СДСМ е исто така составен дел на таа политика на функционирање на таа опозиција. Она што е политика на владачката структура во овие 365 дена што беше според мене едно исто така константа во поглед на тоа и покрај тешката политичка криза оваа година функционирање и продолжување на оние реформски проекти кои што ги имаат започнато, колку од тие проекти беа и се добро изреализирани или би можеле да бидат и многу подобро направени кога би ја немало таа политичка криза, е прашање кое што веројатно ќе добиеме одговор во оваа 2016 година. Наташа, колку успеа добрите вести од економијата да ги потиснат лошите вести од политиката во 2015? 2015 беше една од поуспешните на економски план и се прашувам каква ќе беше ако не беше глупоста што ја спомна Маријан. Проекциите се речиси остварени. Имавме раст на БДП од 3,5% во првиот и во третиот квартал од годината, а вториот квартал заради политичката криза, заради состојбите со Грција, имаше мало забавување, но не толку колку што реално можеше да се случи. Сепак економијата остана здрава, остана жилава, што се должи главно на политиките кои што се креирани десетина години наназад и кои што овозможуваат економијата да оди напред и покрај сите предизвици со кои што се соочува. Маријан, очекуваш ли да се промена состојбите во 2016 или повторно пред нас е една турбулентна година на политички план која што ќе биде повторно одбележана со отварање на афери, па и лажни афери, со неконструктивност, деструктивност на политичката сцена, и дали 2016 очекуваш да биде воопшто изборна година? Прво, не очекувам промена на политиката, на оноа што значи на оној што беше или што е креатор на ова политичка криза, а тоа е опозицијата. Не очекувам никаква промена на нивната политика и таа ќе си иде во таа нагорна линија што значи деструктивност, меѓутоа право пропорционално со тоа драстичен пад на довербата на таа политичка партија во јавноста. Тоа е прво. Второ, во 2016 година не очекувам крај на политичката криза во Македонија, туку според мене можно е нови турбулентни моменти и денови на можеби и поголема ескалација на состојбите. Трето, моје лично мислење е дека 2016 нема да биде изборна година и дека нема да има избори на 24 април. Зошто? Од две причини.
а тоа е затоа што за да има избори треба да сите 4 политички партии се согласат на тоа да има избори. Инаку кога би имало избори без СДСМ, тие би биле само продолжение на политичката криза во оној правец кој го нарекува дополнителна ескалација на состојбите. Меѓутоа, за да има СДСМ желба да иде на избори, треба да се почувствува доволно моćна за да биде добра на тие избори. Се до оној момент додека СДСМ нема оценка сама во себе дека добро стои некако на терен, тие нема да прифатат избори, а имаат многу како се нарекува тоа, изговори кои што ќе ги користат овој период на... Што е другата опција? Избори во редовниот термин, одложување на изборите на неколку месеци. Што очекуваш Хан да донесе еве за неколку дена доаѓа во? Па јас очекувам, искрено очекувам дека 2016 ќе помине малце со подолг период, можеби цела 2016 во она, како се нарекува, широка коалиција која ќе функционира. Која, нели, од октомври месец со двајцата министри, сега има и, нели, нов преводен премиер, за значи да се разбереме, ВМРО ДПМНЕ као политичка партија, договорот од пржина ќе се го испочитува до последна точка. Тоа подразбира дека и премиерот Никола Груевски деновиве ќе ја напушти функцијата премиер и ќе имаме, условно кажано, тој преводен премиер. Меѓутоа, моје лично мислење е дека таа широка или таа владина коалиција со тој преводен премиер ќе потрае малце повеќе од оние 100 дена. Јас, моето лично мислење е малку поразлично од вашето, да, затоа и водиме оваа дискусија, затоа сме тројца новинари во студиото. Јас не очекувам дека ќе биде дозволено на подолг рок да функционира една ваква широка коалиција или изборите ќе се случат во терминот кој што е договорен со договорот од пржина. Го слушнавме деновиве Јали Ахмети кој што порача дека бегање од тој датум нема. Најчесто токму играчите од албанскиот политички блок се клучни кога станува збор за донесување на некоја одлука со консензус во таа лидерска четворка, или дека тие ќе се одржат во редовниот термин, меѓутоа не очекувам дека до 2018 кога треба да се одржат изборите ќе може да функционира една ваква широка коалиција. Види, во политиката се е можно. Тоа е точно. Во политиката да, се е можно. Одложувањето на изборите пак од друга страна може да биде погубно за економијата. Па, значи, не спорно да, е. Значи, секој пролонгирање на терминот, секој продолжување на оваа неизвестност е погубна за економијата затоа што бизнисмените се во грч. Нема инвестиции ако не знаеме како ќе се одвиваат работите. Бизнисот бара предвидливост и бара известност. Да, една работа е имаше и до сега последици, Наташа? Имаше последици, значи го видовме тој втор квартал, значи периодот од април до јуни кога најсилна беше политичката криза, тогаш имаше застој и во однос на растот на економијата имаше застој, значи тогаш немавме многу најави за инвестиции. Бизнисот е во грч кога не знае што ќе се случува. Економијата бара прецизност, значи бизнисмените сакаат да знаат какви даночни политики ќе имаат. А имаат различни партиите кога станува збор за имаат различни концепти. Бар нашите две политички партии, власта и опозицијата, имаат различни концепти во однос на даночната политика. Бизнисот сака да знае какви даноци ќе треба да плаќа. Бизнисот сака да знае што може да планира за наредниот период. Економијата навистина бара предвидливост. И секое пролонгирање на политичката криза и најстрашното што може да се случи, одложување на изборите, дефинитивно ќе биде погубно за економијата. Во Македонија беше особено важно за оваа влада на Никола Груевски да привлече поголем број на странски инвеститори, додека пак опозицијската СДСМ постојано обвинуваше дека им се даваат некакви привилегии кои што не важат и за домашните компании. И гледаме деновиве со влезот на две македонски компании во слободните зони, дека всушност условите се еднакви, меѓутоа станува збор за компаниите не биле подготвени до сега. Колку ваквата политика која што ја промовира СДСМ ги плаши странските компании, колку може да биде кочница и за идниот влез на странските инвеститори во Македонија? Значи, инвеститорите дефинитивно знаат што се случува во Македонија и оваа година бевме сведоци на неколку случаи кога чекаат да видат што ќе се случува за да ја донесат одлуката за инвестирање во земјава или да ја објават одлуката. Дефинитивно ваквото продолжување на состојбата нема да биде добро за економијата до година, посебно не сега кога гледаме дека невработеноста се намалила на фантастични 25%, до сега такво нешто во Македонија не се случило. И затоа сметам дека
инвестициите ни се многу потребни. Со такви бенефиции какви што ги добиваат, тие доаѓаат во Македонија. Годинава ние имавме 11 компании кои влегле во Македонија, а претходно планирале да инвестираат во Србија. Тие 11 компании ја одбрале Македонија заради подобрите услови кои што ги нуди државата. На крајот на краиштата тие отвориле работни места. До крајот на годината бројката на ново отворени работни места само во новите странски компании ќе надмине 6000. Тоа се 6000 семејства. Од друга страна, откако се виде дека Македонија ги влече инвестициите тука, Србија дава уште поповолен пакет за да привлече инвеститори таму. Значи дека политиките што се спроведуваат тука се добри и дека тие треба да продолжат да се спроведуваат за да можеме да отвараме нови работни места во државата. Така, Маријан, колку програмски партиите се разликуваат и колку во овој период доколку има избори во април, ќе можеме да видиме битка на концепти, она за што зборувавме сега со Наташа, една даночна политика од едната партија, едни поволности, мерки, најави за зголемување на пензии, на социјална помош од другата партија. Колку очекуваш да видиме политичка битка на концепти и на идеи, а не валка на игра како што гледавме во изминатата година? Да се разбереме, ако има изборна кампања, нема да гледаме битка на концепти, ниту никакви идеи. Сосема кристално јасно е да ви се гледаат стратегиите на политичките партии кои како ќе функционира на таа изборна кампања. СДСМ во таа кампања ќе оди со она деструктивно сценарио и на секој начин, можен начин ќе се обидува да својата вистина за Македонија презентира пред граѓаните, обидувајќи ја дека тоа е таа вистина и дека функционирањето на водачката партија е лошото, злото во оваа држава и која треба да се видовме дека очекувале логистика од фабриката за афери која што беше откриена конкретна година. Значи таа приказна тој случај само е еден сегмент, една карика во целиот тој ланец кој што очигледно како ќе функционира. За другата страна не очекувам дека водачката ВМРО ДПМН е нешто посебно ќе се брани во поглед на таа кампања на СДСМ, едноставно тој дел таа кампања ќе го игнорираат и ќе пропагираат она своја веќе на неколку изборни циклуси проверена варијанта, тоа е нели најави за нови инвестиции, најави за нови проекти. Така што нема да имаме битка на концепти, туку ќе имаме судирна деструкција и нешто што е политичка платформа на владеачка партија за понуда на проекти, така што и од самата таа констелација на состојбите, иако се видат анкетите, резултати, јасно е како би завршили тие избори. Ако ги има, а според мене ќе ги нема, баш заради тоа што треба така да завршат, а на некого тоа така не му одговара да заврши. Правиме куса пауза, ви благодарам. По паузата се враќаме со малку повеќе анализа за економските политики. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија во ова празнично издание. Правиме анализа на годината која ставивме зад нас и очекувањата за 2016-та. Во овој втор дел од разговорот ќе се фокусираме малку повеќе на економијата. Наташа Хаджиспирковска-Стефанова, 25,5% невработеност, рекордно ниско ниво. На што се должи намалувањето со оглед на турбулентноста на 2015 година? Намалувањето на невработеноста е резултат на политиките кои што се спроведуваат изминатите 9 години. Значи, од една страна, широката кампања за привлекување на нови странски компании кои што отвораат работни места. И ја немаме последната бројка заклучно со вчера, но од прилика над 6000 работни места се отворени само во новите фабрики кои што ги отворија странците во земјава. Од друга страна, имаме 9-10 години со ред се спроведуваат активни мерки кои што стимулираат вработување. Ги стимулираат невработените да почнат собствен бизнис од една страна и од друга страна ги стимулираат работодавачите да отвораат нови работни места преку бенефициите што им ги нуди државата. Значи, само преку овие активни мерки за вработување во 2015 година се реализирани над 18.000 вработувања. Најзначаен проект е проектот Македонија вработува за различни категории, главно социјално ранливи категории, државата ги плаќа придонесите, работодавачите значи исплаќаат само нето платата на
работниците. Околу 11.000 луѓе се вработени само преку проектот Македонија вработува. Тоа се ново отворени 11.000 работни места само за од април почна да се применува проектот, значи за нецела година, за 3 квартали, 9 месеци се отворени 11.000 работни места. Очекувањата се дека до крајот на проектот, значи некаде до март, април оваа година, околу 20.000 работни места ќе бидат обезбедени само преку Македонија вработува. Има тука и други активни мерки кои што се обуки кај познат работодавач, значи работодавачите ангажираат лице, државата плаќа и на работодавачот и на невработеното лице кое што е на обука. Меѓутоа искуството покажува дека околу 60% од лицата кои што биле ангажирани кај работодавачи за да поминат практична обука останале на работа. Тоа се активни мерки кои што навистина даваат резултати и самата бројка од 18.000 вработувања за една година не е за занемарување. И кога ќе ги додадете на таа бројка уште 6-7.000 од странските компании, доаѓаме до тие 25.000 ново отворени работни места во 2015 година, кои што всушност ја намалија невработеноста на досега незапамтените 25,5%. Билите околу 6 до 7.000 до крајот на 2015-та која оставивме за нас во странските компании. Премиерот неодамна најави уште над 1000, веројатно вие подобро така знаете таа бројка. Какви се предвидувањата за 2016? Може ли да се очекува со иста динамика да се отвораат работни места и да влегуваат странски компании? Значи, се мора да се вратиме на делот со политиката. Така. Се зависи од тоа дали ќе има избори. Значи, јас искрено се надевам дека договорот од пржино или како и го викате ќе се спроведе, дека на 24 април ќе има избори, дека после тоа ќе може да се реализира програмата за работа и дека ќе има и нови инвестиции, невработеноста и натаму ќе се намалува. Тоа е, јас очекувам дека ќе биде така. Што ќе се случува во некое друго сценарио, навистина, мислам дека и многу подобри економисти од мене не можат да предвидат во моментов, затоа што бизнисот навистина бара предвидливост и бара известност во политика. Што е предвидено за 2016 за економијата? Ми се чини дека особено значајно беше што во 2015-та интензивно се градеа трите автопатски делници. Да. Кои крупни инфраструктурни проекти е планирано да се реализираат во 2016? За 2016 предвидено економијата да порасне за 4%, значи тоа е повеќе од 2015. Двигател на растот на економијата во сите овие кризни години, значи не само оваа политичка криза, туку економската, глобалната криза, двигател на економијата беше градежништвото. Градежништвото ја движи економијата на тој начин што ангажира уште 20 други сектори, но клучно е тоа што државата баш во овие кризни моменти, значи инвестираше во инфраструктура и ги повлече градежништвото и тие 20 други сектори. И ние имавме во еден момент, значи во екот на градежната сезона, летото, 4.000 луѓе беа ангажирани работници на изградба на инфраструктура во државата. Во Македонија во моментов се градат 3 автопати, изградбата ќе продолжи во 2016 во вкупна должина од над 160 километри. Тоа досега не се случило во Македонија. Значи таа инвестиција само во инфраструктура инвестиција од околу 800 милиони евра. Тоа се пари кои што се предвидени за оваа година. Се инвестира, значи освен во автопатите. Имаме изградба на 5 експресни патишта кои практично ќе бидат на ниво на автопат. Над 160 километри исто така ќе се градат регионални патишта. Во исто време, значи се инвестира во железничката инфраструктура. Гледаме дека се реновираат десетина железнички станици по должината на коридорот 10 и сигурно се сеќаваш дека тие не се реновирани со децении, дека се старите жолти куќички што ги знаеме уште од кога сме биле деца. Прв пат сега се инвестира во сето тоа и тој инвестициски бум во инфраструктурата треба да продолжи во 2016 година и дефинитивно тој ќе отвара и работни места, а ќе носи и инвеститори, затоа што инвеститорите сакаат добра инфраструктура. Опозицијата минатата година интензивно обвинуваше за презадолженост на државата. Колку се реални оние црни предвидувања за можни грчки сценарија во Република Македонија? Видовме дека беше направен обид и за ставање вето на земањето кредит и така натаму. Колку е сето ова реална опасност? Според Евростат, а дефинитивно Евростат, Европската статистичка служба е најмеродавна да каже колкав е долгот на една држава, Македонија има долг во висина од 36% од БДП.
тоа ја прави меѓу првите 3-4 најнезадолжени земји во Европа. Значи, секои тврдења дека земјата е пред банкрот, дека ни се заканува грчко сценарио, паѓаат во вода кога ќе се видат бројките. Само 3 земји во Европа имаат помал долг од Македонија. Значи, државата се задолжува со тоа што запишува еврообврзница, но од друга страна годинава бевме сведоци. Значи, во една недела ние земавме еврообврзница и вративме стара еврообврзница од 2005 година која ја земала некоја друга влада. Значи, оваа влада не ги измислила еврообврзниците, туку некој друг почнал тоа да го прави прв. Тоа е нормален начин на функционирање на секоја економија. Има ли пари? Домаќинство всушност. Така функционира. Барем и во Македонија сме виделе дека и во западните земји дури домаќинствата, не па економиите функционираат така. Има ли пари за сето она што се најавува, зголемување на пензиите, социјалната помош, зголемување на минималната плата од денеска па натаму, и колку се ова мерки за подобрување на социјалниот стандард на граѓаните или се само предизборни мерки на владата? Ова не може да се предизборни мерки заради тоа што во изминатите 9 години ние цело време гледавме дека расте и пензиите, расте и социјалните надоместоци. Значи, тоа не се прави само пред избори. Но тоа го гледаме 9 години. Да, се прави во континуитет од 2006 година наваму. Значи, ако сумата за субвенции во 2005 година изнесувала некои скромни 6 милиони евра, веќе во 2015 изнесуваше 150 милиони евра. И таа расте од година во година. Значи, не е тоа само заради тоа што годинава ќе имаме избори, па се програмирала висока сума за субвенции. Пензиите растат исто во континуитет. Лани имаше зголемување од 5%, 5% зголемување ќе има и годинава. Значи, од 2006 година до сега просечната пензија во државата е зголемена за околу 60%, што значи дека не е само за избори. Дека тоа се политики кои што се спроведуваат во континуитет и кои што дефинитивно влијаат на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. И не се тоа само социјалните надоместоци и пензиите, туку е редица мерки кои што владата со години ги спроведува, кои што всушност значат подобрување на квалитетот на живеењето на тие социјално ранливи категории граѓани. Значи ги имаме бесплатните бањи за пензионерите, викендите за пензионерите, слободниот автобуски превоз, слободниот железнички превоз за нив. Потоа мерките, активните мерки за вработување кои што се однесуваат на лицата од социјален ризик, значи државата им плаќа на работодавачите за тие да ангажираат поголем број од овие лица. Со тоа што се добива, значи тие лица се бришат од евиденцијата на социјалци, стануваат вработени лица кои што заработуваат и остваруваат своји приходи. Така, слушнавме во изминатиот период и нови најави за нови мерки кои се однесуваат и на студентите. Мене најголем впечаток ми остави во овој проект Купи куќа за млади. Што мислиш за овој проект? Го следеше и проектот Купи куќа, купи стан. Со каков успех заврши овој проект и дали беше ова нешто што може дополнително да ја подобри оваа политика која досега се спроведуваше? Неодамна во разговор со лице од банкарскиот сектор дознав дека во 2015 година бројот на кредити преку проектот Купи куќа, купи стан се зголемил за 200%. За една година. Значи првите години можеби малку беа поскептични луѓето во однос на проектот Купи куќа, купи стан, но зголемувањето за една година од 200% не е мала работа. Мислам дека беа и малку и подобрени условите. И се подобрија и условите, значи некаде околу 700 семејства го решија стамбеното прашање преку проектот Купи куќа, купи стан. Овој проект сега е дефинитивно многу подобрен. Ја велам да го исполнував основниот услов, немаше 5 минути да се мислам и ќе аплицирав за Купи куќа за млади. Да, основниот услов. Да, овој проект е многу подобрен и од она што го знам, значи од градежните компании, таму телефоните горат. Значи, дефинитивно има голем интерес за проектот и аплицирањето ќе почне од февруари и мислам дека овој проект ќе биде еден од најуспешните и дефинитивно ќе одбележи 2016 година. Очекувате ли нови вакви проекти да
да бидат дел од програмата и од буџетот за 2016 Јас пак ќе година. речам све зависи од изборите во ова. Меѓутоа, се што е планирано за 2016 е веќе предвидено во буџетот, значи според мене тие проекти што се планирани за 2016 финансиски се обезбедени и тоа не се предизборни ветувања. Така, Наташа Хаџиспирковска-Стефанова во пулт на Радио Слободна Македонија. Ти благодарам што беше мој соговорник на 1 јануари годинава. Се надевам дека годината ќе биде успешна, како што се нели предвидувањата и дека нема политичката криза да влијае и на економските состојби и на растот на македонската економија. Почитувани слушатели, останете уште кусо со малку музика на Радио Слободна Македонија, па се враќаме со пулт. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, овде ви се заблагодарувам за тоа што бевте со пулт на Радио Слободна Македонија и за тоа што со нас ја започнувате 2016 година. На сите ви посакувам многу успех, многу здравје пред се, успешна година, среќа во домот пред се, а потоа и во другите области. Останете со Радио Слободна Македонија, ние сме тука со добра музика, но и со добри содржини, како што покажавме во изминатите 2 години, дека сме квалитетни и дека нудиме содржини кои што навистина го заслужуваат вашето внимание. Овде ви се заблагодарувам што бевте со нас. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден, среќни празници, се слушаме повторно идниот петок. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.